Етничката припадност да стои во личната карта бара лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Вели немал ништо против во неговиот личен документ да пишува дека бил македонец. Вметнувањето на овој дел во документот за идентификација е коалиционен договор на СДСМ и БЕСА, а во собранието предлог законот влезе токму преку партијата на Билал Касами. Сепак договорот на Заев со лидерот на БЕСА може да му донесе проблеми со Грција поради зборот македонец. Според Мицкоски, за да избегне незгодни моменти со јужниот сосед, Заев преку своји сателити во парламентот се обидува да го минира овој закон. Инсистирам тоа да стои. Зошто сето тоа да го обструјуваме, зошто да правиме безпотребни филибастеринг процедури и зошто да му слугуваме на Зоран Заев, кој што има договор политички со БЕСА и сега бара преку некои странични други парламентарни партии, кои што самиот кажа дека им обезбедувал ресурси и логистика пред избори да нанесат штета на ВМРО-ДПМН, сега да нанесат штета на македонскиот народ. Во собранието барем официјално речиси меѓу сите партии има консензус за овој предлог закон. ВМРО-ДПМН има само еден амандман да не стои новото име на државата во личната карта. Со причина што Македонија се уште нема обврска за такво нешто, со оглед на тоа што има 5 години за прилагодување на Преспанскиот договор. Единствена партија која официјално е против овој закон е Левица, која поднесе повеќе од 1200 амандмани. За нив е неприфатливо во личните карти да стои етничката припадност, која е национално чувство и право на секој граѓанин. И покрај тврдењето на опозицијата дека токму тој го минира законот, премиерот Заев вели немал ништо против во документите за идентификација да стои етничката припадност. Опцијата да се пишеме како сме етнички припадници, значи покрај тоа што сме македонци кроз граѓани на Република Северна Македонија, можеме да се пишеме етнички како македонци, албанци, турци, срби, власи, роми или слично. Личната карта е пред се документ за лична идентификација. Во минатото во личните карти стоеше етничката припадност. Покрај Левица против овој закон е и Демократскиот сојуз, односно коалициониот партнер на Заев Павле Трајанов. Од неговата партија сметаат дека на тој начин ќе се дискриминираат граѓаните и може да се нарушат индивидуални и колективни права.